Премиерот на Република Македонија Никола Груевски во рамките на неговата работна посета на општина Прилеп направи обиколка на фабриката Гентерм која во моментов е во изградба и ќе овозможи нови 2000 директни вработувања. Премиерот Груевски истакна дека оваа американска инвестиција е во вредност од 20 милиони евра. Точно пред 3 години, истиот овој месец декември 2012 година, бевме тука во Прилеп и го означивме почетокот на изградбата на технолошко-индустријската развојна зона Прилеп. Уште тогаш најавив дека по својот опфат и карактер, оваа зона е предвидена да прими инвеститори од поголем калибар, кои ќе отворат и поголем број на работни места. Уште тогаш ветив дека Прилеп, Битола, Ресен и околните населени места тука ќе добијат простор кој ќе привлече голем број заинтересирани инвеститори, а ние како влада напорно ќе работиме во таа насока. Процесот на преговори со оваа компанија започна во 2014 година, а Македонија била една од земјите како можна дестинација за инвестирање. Најважните причини да се решат за Македонија биле инвестицијските можности кои им ги понуди владата, професионалниот однос на владата, како и достапноста до добро образована работна сила. Тоа е уште еден доказ дека инвестицијските можности на државата се одлични и дека оваа влада прави се што може да ги привлече инвеститорите да дојдат во Македонија. Резултатот е пред нас. Овој прв инвеститор во индустриската зона Прилеп се очекува да започне со работа во првиот квартал од 2016 година. Ми представува задоволство што 2000 прилепчани, 2000 граѓани на Прилеп, а голем дел од нив веројатно и со семејства, тогаш станува збор за 5, 6, 7 илјади граѓани на Прилеп, со работното место што овде ќе го најдат во оваа фабрика во Гентерм, ќе можат да го променат својот живот на подобро, ќе им се отворат нови перспективи, ќе имаат подобра иднина. Тоа е она што е нашата задача и водилка на сите кои што сме дел од економскиот тим на владата на Република Македонија. Гентерм е глобална компанија за производство на делови за автомобилска индустрија и е присутна на 3 континенти со 8 фабрики.